Без оглед на контроверзите околу изборот, идеолошкото и политичкото досие, бројот на дипломи и посетени семинари. Евидентно е дека барем кога станува збор за познавањето странски јазици, се работи за кадровско решение со безпрекорен профил. Да, јас бев дел од тој проект, се викаше интелигенција или intelligence. Паралелната употреба на истиот термин со презентираното, но и со вистинското значење се очекуваше и од новата станарка на Вила Водна. Ако првото со оглед на искуството е непобитно, а второто, поради функцијата, суштинско, звучи фрапантно кога ништо од тоа не се користи, па им се покажува милосрдие на лица кон кои треба да се биде безмилосен. Да, личностите се навистина интересни, во негативна смисла на зборот, тоа е факт, сега гледам јас тоа. Министерот за правда има очила, па првиот впечаток е дека тој можеби појасно ги гледа нештата. Ама нему на видот изгледа му пречи преголемата бучава, отим никој не ја разбирал целта. Од наркокланови да се направат здруженија на честни граѓани. Еднаш веќе осудени лица треба да ги упатиме на ресоциализација. Не можеме повторно да ги судиме во јавност. Судот на јавноста понекогаш знае да биде немилосреден, некогаш може би со право, некогаш по грешка. Но пресудата се донесува врз основа на ветувањата и нивната реализација. За секоја промена на ставовите, одговорноста не може да паѓа врз тој што ги интерпретира. Јас, на пример, одредени мои изјави не препознавам. Едно кажувам, ќе се извади во наслов друго, во текст трето, а во суштина, кога ќе видите видеото, е комплетно различна ситуација. А ситуацијата постојано се менува. Иако часовникот чука со истиот ритам, со стрелките командува тој што го навива. Тоа зашто пред помалку од 1 месец се барало трпение, од нигде никаде, наеднаш станува нужност. Треба време, да, треба време. Времето, тоа е погрешна теза, сега не работи за нас. Да му дадеме време на времето. Секој што тоа ќе ви го каже, ве лаже. Тоа што го кажав на почетокот, да му дадеме време на времето. Времето во овој момент, како поминува, работи против нас. И на крајот, без оглед дали треба или не треба, време е да се мисли за иднината. Визијата на председателот Христијан Мицкоски за стратегија на државата до 2050 година е столб кој мора да не обедини како општество. Секоја стратегија за развој во наредните години е добра. Ама најпрво, треба да се знае што ќе правиме утре.